Осми лек. Еј болен човеку кој размислуваш за задгробниот живот. Болеста како сапун ја мие нечистотијата од гревовите и ги чисти. Во еден хадис, поточно во хадиси Сахих, се потврдува дека болестите се избавување од гревовите, кефарету сунук. Воедно, во друг хадис се вели: како што паѓаат зрелите плодови од дрвото кога ќе го затресеш, така и гревовите на верникот паѓаат со треперењето на еден болен. Гревовите во вечниот живот се трајни болести, а во овој земски живот тие се духовни болести на срцето и совеста. И ти, ако се стрпиш и ако не се жалиш, со оваа минлива болест можеш да се спасиш од многу неизлечливи болести. Ако пак не мислиш на гревовите и не сакаш да знаеш за загробниот живот, или пак не го спознаваш Аллах, тогаш си заболел од болест која е милион пати потешка од овие твои ситни болести. Барај помош за неа, бидејќи твоето срце, дух и душа се поврзани со се што постои на овој свет. Со постојаните исчезнувања, таа врска со тебе се кине и отвора бескрајни рани во тебе, особено затоа што не си запознаен со загробниот живот, смртта ја замислуваш како да е вечна погибел и како да имаш болно тело рането со толку лузни колку што има на овој свет. Значи, првин треба да се затврсти вербата и да се бара сигурен и исцелувачки лек за тоа големо раното духовно тело, кое боледува од безбројни болести. Најкраток пат за пронаоѓање на тој лек е да се спознае моќта, кудретот и милоста, рахметот на Севишниот Создател Кадир и Зулџелал, кој низ прозорецот на слабоста и немоќта ти ја прикажува физичката болест под завесата на безгрижноста, гафлетот, што кине. Да, оној што не го спознава Аллах, тој има безброј грижи и несреќи. Оној што го спознал Аллах, светот му е исполнет со светлина, нур. Духовните радости ги чувствува според степенот на моќта на својата верба, под духовната радост на оздравувањето и сладоста, кои што доаѓаат од вербата, тие ситни телесни болести се топат и се гмечат.